зборот 3 децени. Тоа се Петранка Костадинова и господинот Наско Џорлев. Добро утро и добре дојдовте во нашата рубрика. Добро утро, добар ден до сите гледачи на македонската телевизија, а посебно сакам да ги поздравам сите гледачи од населбата Ѓорче Петров. Така им ветив. Дека ќе ги поздравите. Дека ќе ги поздравам. Добре, ви односен им поздрав, господине Џорлев, како сте во утро? И јас ја поздравам емисијата и поздравам сите македонци од цела Македонија што ви слушат и продолжите така, таа е многу убава емисија, многу слушана и многу гледана. Ви благодарам. Оваа рубрика ја нарековме музички тандеми, му ја посветивме токму на лицата, на личности, на естрадата, како што сте вие, кои што со години успешно работат и создаваат македонски народни песни, кои што еве и до ден денес се пеат и се прифатени како народни, иако се новосоздадени. Господине Џорлев, вие му припаѓате на првата генерација наши композитори кои што започна да се занимава со новосоздадена песна. Интересно ќе биде Џорлеви постојат многу години, но како дојдеве соработката со Петранка Костадинова, како вие откривте? Па јас бех на гостување тогаш во Неготино, кај што Петранка живееше, соработував со писателот Миле Ангеловски, кој беше нејзин комшија. И тука договаравме концерт во Домот на културата и он ме вика: Наско, има на комшија, знаеш како пее, ме вика. Многу убаво бе, јас тогаш откривам млади таленти како професор музичката школа ги негирав, не ми беше важно мене он да ми плате или ово, она 300 глупости таму, него да има талент, да знае да пее, или ако е музичар да знае да свири, тој ќе му покажем да го свири и така натаму. Вика, у танец одеше, ама вика не е пример, требало да знае да игра, она вика не учила фолклор. Викам, нека дојде да слушам. Јас слушнав Петранка. Што ќе чуваш? Вика, ала Васка. Не, викам, Васка се е Васка, ти ќе си пееш со твој глас. Имаш боја на Васка, ама интерпретација твој ќе си биде Петранка Костадинова да бидеш. Васка си, Васка да си останава, пошто тога беше легендарни. И она ме послуша, дојде од Струмица 10 дена пробавме, тргнавме на турнеја и после тоа одма беше првото снимање. Да. Секако Наско Џорлев има големо значење во кариерата на Петранка Костадинова. Јас почнав така, со сето тоа што го кажа господинот Наско, тоа е жива вистина. Јас почнав 68-та година со гостувањето во Неготино. Така, телеграма ме пушти да одам во Струмица. Јас отидов во Струмица, почнавме со проби, почнавме со концерти, почнавме со снимање на сингали, мали плочи. И вашите први песни. Каде што ги снимавме првите песни. Кои беа? Тоа беше во Југотон. За Југотон, да. Со неја заедно дојде Николина Кузмановска. Да. Дојде Живко Дујев, дојде Митко Мурџев. Од тога беше, бидејќи СФРЈ, морав да имам. Прво имах, кога тргнав на турнеја, првата гарнитура, нели што им бе Дујато Чрчеви, Митева, Иринка Бојоклиеви и така натаму, само македонски програм, македонски носи. Второто бие песми на југословенски народи. А кога изедов Петранка, направи песми на балканските народи. Да. Така да го зедов и Жика Николич тога беше со нив и првото снимање, снимавме грчки песми, препеење на македонски. Возовите што одат со Митко Мурџев и Живко Дујев. А она пееше една друга песма која е препее Чедо моје. Да. Тоа е многу одамна. Директно одевме во Загреб, таму се снимаат тие песни. Одма пеење и оркестар. Директно. Да, бидејќи од вашите песни има многу хитови, многу песни кои што вие заедно сте ги направили и Петранка ги испела, ќе ги сака да ги слушнат ова утро нашите гледачи, но ние ве направивме еден избор од 3 песни кои што верувам дека ќе бидат и за млади и за стари, за сечија душа, за секој што ја сака песната. Првата песна е, ако можам да забележам, направена околу 85-та година, што ќе слушниме, тогаш излезе, тоа е убаво македонче и таа представува новосоздадена песна направена прв пат во еден диско ритам. Да. И јас сега ќе ја поканам Петранка да ни отпее оваа песна, за нас и за секако за нашите гледачи. Да, повелете. Помогни Бог ме
нема видено. Многу ноќи јас не спијам и на тебе се си мислам, пререгенче. Многу ноќи јас не спијам и на тебе се си мислам, убаво Македонче. Желба ми е голема, срце ми разигрува. Желба ми е голема, срце ми разигрува. Едно барам од тебе, вечно да си со мене. Едно барам од тебе, вечно да си со мене. Многу ноќи јас не спијам и на тебе се си мислам, пререгенче. Многу ноќи јас не спијам и на тебе се си мислам, убаво Македонче. Несрекна би била, знај, несрекна јас без тебе. Несрекна би била, знај, несрекна јас без тебе. Нема среќа ни радост, ако не си со мене. Нема среќа ни радост, ако не си со мене. Многу ноќи јас не спијам и на тебе се си мислам, пререгенче. Многу ноќи јас не спијам и на тебе се си мислам, убаво Македонче. Убаво Македонче. Убаво Македонче. Еве и благодарам на Петранка што ова утро не подсети на една прекрасна песна од далечната 85-та година. Мислам дека оваа песна, господине Џоле, требаше да биде изведена на Валандово 95-та, меѓутоа тогаш тој беше единствен фестивал, да? Со Костадин Ваш му викам вака и вака без Петранке на новава песма. А веднаш вика ова дека асоцирано на национализам, убаво Македонче, вика ова. И такви беа времењата, знаеш. Да. И после ја сома ја снимив и издадовме. Да, издадовте, тоа беше и првата солистичка касета на Петранка Костадинова, беше насловена како Убаво Македонче. Имаш уште неколку песни на првата касета, кои беа заеднички песни? Па незаборавените песни се уште што секој ги пее, секој ги сака да ги слушне. Не кажува ли ви добра ноќ во Струмица на улица, дедо мили златни, фато мори душманке. Тај вистина многу. Ој природо, мома крај извор седеше, тоа Петранка ти 6 песни пееше и Грозда Стоева пееше ова Ти не знаеш момче љубов да водиш, зошто не дојде ти едно мало моме. Так.
Тога и слушнете ме другарки. Значи со тие 10 песми дискусија издаде првата LP плоча и првата касета заедничка Со Грозда Стоева. Петранка Костадинова и Грозда Стоева. Да. Од двете имаше слики и LP и касета. Добро, еве сега зборувавме за минатото, кажавме за почетоците, да се вратиме на денешнината, она што е денес наша реалност. Господин Ѓорлев и денес актуелен композитор, Петранка Костадинова актуелна интерпретаторка. И за двајцата една моја забелешка, следејќи го она што се случува на македонската естрада, она што е создавање на нови песни, и двајцата понатаму сте доследни на она што го почнавте на самиот почеток. Верни на македонската народна песна. Она каква што сите ја сакаме, онака како што секој со задоволство и како човек без разлика што сте професионалци сака да ја слуша. Убавите македонски песни. Господина Ѓорлев, како цело ова време еве се одградувате и како творите? Па видите, за да ја сакаш песната, треба да имаш во душата. Вика, песмите и правил народа едно време кој не признава, нели, ново создадени песни нашите, не кастаме толку години. Една не ја прави песна, само што у тоа време народ немало телевизија, немало радио, немало грамофони и автора останувал анонимен. И песната се пее од седенки на преденки, од разни приредби и се доградувала сега автори дене. Само тоа е лошо што ние кога немавме песма ново создадена и сега кога почнеме, сите сакат да свират, сите сакат да пеат, сите да компонират, а најмалку го пазат темело, основата на најубавата песма на свето, која е најбогата и со ритам, и со мелодија, и со зборови. На нас не е историјата во песмата. Нема потреба ние за тај турбофолк и што да знаеме елементи од арапските земји и било од каде. Сето ни се видува колку негов пе. И секако тука доаѓаат и прекрасните интерпретации на Петранка Костадинова. Токму на таквите песни еве денеска многу имаме млади пејачи, но сепак интерпретацијата на Петранка Костадинова, интерпретација која што сите македонци без разлика на која возраст се, без разлика дали живеат во Македонија или надвор, ја сакаат Петранка Костадинова. Како еве Петранка и толку години успеа и се задржуваш на естрадата меѓу водечките наши пејачки си, нон-стоп патувања, фестивали и сепак. Па со моето доаѓање во Скопје упознав исто така многу автори, многу композитори, ме слуша каде што бев присутна на пеење. Така ми понудува доста песни и снимав и од други автори, така имам песни. Да можам да ги набројувам, тука се Драги Митев, ќе го спомнам, Копров, Ристо Краповски, Горан Алачки, и од многу композитори имам многу убави песни, каде што можам да се пофалам, имам настапувано на сите фестивали, со убави песни. Да се пофалам фестивалот што беше во Австралија, каде што земав прво место за Македонија мајко страдалнице. Пота прво место земав со Ѓоко Дончев од Димитар Масевски, од Јован Павловски, песната Името не се менува. И така, ред и ред се редат многу песни, касети. Да. Но секогаш верувам дека спомените ви се посебно драги кога ја пеете песната Не кажува или бе добра ноќ. Најдрага ми е таа песна, многу ја сакам. Нема прилика или каде што настапувам таа песна да се заборави, да не се отпее. Еве, јас сега предлагам да ја слушнеме оваа песна, токму од вашиот портрет што редакцијата за народна музика го правеше, мојата слика на Петранка Костадинова. Па еве заедно да ја слушнеме оваа песна. Прекрасна
Верувам дека нашите гледачи многу повеќе ќе посака да бидат тука во студиото, отколку пред малите екрани, бидејќи Петранка еве постојано пее тука во живо. Не во можев студиото. да не ја запеам и јас со И снимка. со солзи во очите, Петранка Костадинова. Да. Може би тоа нашите гледачи не може да го забележат, но еве Да. јас ќе им пренесам. Да. Бидејќи сме еве пред крајот на нашата рубрика, малку е сепак времето, песната многу кажа во овие неколку минути, но накратко, господин Џорлев, вие кажавте дека не творите без инспирација, без она што се случува во вашиот живот. Што творите моментално и што ќе биде актуелно понатаму кај вас? Моментално, Зоки мој сега издава една касета. Се вика Мајстор Зоки за мајстор Атанас. Покрај тоа, јас имав песма исто на Гоце Фесовчи моје пееше. Се више песмата Сложно Македонијо. Да. Бидејќи на нас македоните најмногу слога ни фале. Да, Друго тука да го спремиме, можеме, сега овие две антологии тука што ги ги издадовме на македонската народна песма. Јас моментално работам сега на нови такви песми, Да. што на младите не им запознат, на постари запознат, што нема тие песми никој пат да се заборават. Да. И сега Петранка, јас чинам дека фестивалите ве доаѓаат, Светници во Ландово, дали ќе ве има нешто актуелно, подготвувате нова касета и верувам некое патување во странство, бидејќи таму сте поприсутна отколку во Македонија. Па до сега јас нема фестивал каде што не сум учествувала. Едино можам да се пофалам дека едино јас сум на Веландово на 2 години што настапав со 2 песни. Да. Реков, нема фестивал каде што не бев пласирана на финале. Да, каде што не сте биле во финале. Да. И сега да го спомнам, овој последниот фестивал на Гоце Фест, каде што јас бев наградена со 3 награди, втора од жирито, Да. трето место од публика и третата награда ми беше од децата бегалци. Да. И сега дали ќе следи постојат 4 солистички касети на Петранка, дали ќе има 5-та касета и дали ќе Петата одите касета за сега се Америка? спрема. Да. Да, петата касета сега се спрема со многу убави стари песни од господинот Наско Џорлев. Оние кои што вистина многу што уште ги немат слушнато тие песни. И во најскоро време се спремам за една многу долга турнеја низ Америка. Таму ќе се задржам околу месец и пол. Да. Тоа ќе биде од почетокот на април месец. Па до средината на мај. Баш кога на лето ќе се вратам, кога ќе се стопли. Така. Па Да. и тука да почнеме со летната сезона на пеење по нашите локали, по нашите Да, на Охридскиот брег. брег, да. Добро, јас себе ви благодарам што бевте гости во рубриката Со песна те будам. Верувам дека и во друга прилика ќе ни бидете драги гости и дека вашите песни секогаш ќе имаат место во нашата програма. Јас ви благодарам уште еднаш и еве за крај ќе слушнеме уште една песна од тандемската соработка По цели ноќи не спија. И ви благодарам уште еднаш на вас, Благодарам. почитувани гледачи, за вниманието во рубриката Со песна те И ви будам. И ние благодарам што благодарам. повикавте. Смислам По цели ноќи не спија, сам